Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данси Макабре со своето 605-то издание, кое го насловив како македонска музичка сцена и најпрвин да го изразам моето сочувство за семејствата на починатите од несреќата во кабарето Пулс во Кочани. Се надевам дека ќе успеете да соберете сила и да се соочите со сите животни предизвици кои ви предстојат. Оваа катастрофа од светски пропорции ќе искористам како повод да отворам серија на епизоди во кои ќе се навраќам на домашната музичка сцена пред се, поточно на алтернативната, дисторзираната, екстремната и авангардната, и како сакате веќе наречете ја, за да си подискутирам со себе пред се за одредени проблеми кои сметам дека виреат во неа и начини како да се надминат одредени непрележани болести пред се, да ги истакнам низините богатства и благодети, со оглед на тоа што овие бендови за мене се музички амбасадори на македонската култура надвор од нашите граници, пред се со помош на нивната музика, за која малкумина се запознаени во самата држава или па така им одговара. Па се надевам дека серијата на епизоди посветени на неа нема да ги посочат само незините брчки и набори, туку ќе имаат удел во сплотувањето и на бендовите и на публиката, за да го надминеме овој јаз и да го дадеме потребниот фейслифтинг на сцената, која и тоа како го заслужува. Не заборавајте, секоја недела од 20 часот на Радио 2 може да ме слушнете како давам извештаи за сите концерти на кои присуствувам, па затоа нема во ова издание да ги напоменувам поединечно. Ако сте заинтересирани за моите впечатоци и видувања, тогаш слушајте секоја недела од 20 часот емисијата Домашна работа. Таму веќе направив извештај за 16 бендови кои ги погледнав на земјотрес, како и за Doomsday Ladies Night, односно концертот во Маракана, и се надевам дека ќе има простор во некое наредно издание да говорам за концертот на No Name Nation и Димиш, односно последниот концерт на кој присуствував. Ако не ќе коментирам тука барем за дел од впечатоците, но моите извештаи за концертите ќе слушнете секоја недела од 20 часот и на 103 и на Македонско радио, Радио 2 во емисијата Домашна работа. А денес мислам дека најсоодветно беше да ја започнеме емисијата со АНАО, односно кочански визионери на агресивниот звук и една прекрасна композиција која на прво слушање ми има добиено, односно слушнавме писмо до Ана и овие стихови кои Кирил ги има погодено уште пред да се случи оваа несреќа, каде опева за вечен дом на жалост, што направиле за мртвите додека биле живи, ништо, што ќе направат откако сега откако се мртви, се, што е тоа се, ништо. А ова се стихови кои можете да слушнете во прекрасната композиција на АНАО, која се наоѓа на нивното последно студиско издание Мртвите молчат најгласно. Потоа слушнавме Primitive Dread, ги слушнавме со композицијата Мракот ни е познат, една композиција која се наоѓа на овој кросовер треш метал бенд на нивното EP издание, второ EP издание, насловено како Merciless Indifference, кое го издадоа минатата година, вклучувајќи ја оваа композиција и сите композиции кои во рамките на оваа емисија ќе ги слушнеме се буквално од изминатите неколку месеци до заклучно со 2024 година и нешто од оваа година ќе имаме можност да слушаме, така што со оглед тоа што говорам за квалитетите на самата домашна сцена и слушаме баш поради тоа музика која е се уште актуелна и затоа избрав и оваа композиција од EP изданието на Primitive Dread, по кое што следуваше композицијата Ништо озбилно, односно славењето на хардкор сцената на бендот Trendkill, која се наоѓа на нивниот трет студиски албум Половен кросовер кој го издадоа минатата година по нивниот претходен албум Never a Victim Always a Renegade од 2020. Така што оваа композиција се наоѓа на ова издание на треш метал исто така кросовер бенд и потоа имавме можност да ја слушнеме синглката на Димиш, односно ова е македонскиот бенд кој
ги носи тие поп-панк и тие панк-рок влијанија од САД, меѓутоа тоа го прави на најдобар можен начин во линија на богатата културно оставнина која имаат зад себе бендови како Фонија или како што се Немалаво и како што се ред други бендови како Новиот почеток, односно таа богата традиција на панк-рок ја надополнува Димиш со оваа нова енергија која ја екземплира во композицијата Што и да видиш во мојот ум, не кажувај никому. Таа беше издадена исто така минатата година. А во продолжение на емисијата ќе слушнеме композиции кои се во изведба на инструментални артисти, односно ќе ја слушнеме најпрво композицијата Нидер, која е сингл остварување на гитаристот Стефан Петановски, односно издание кое се надевам дека во иднина ќе се најде на некое во некаква си поголема студиска форма, каде се забележува неговата гитарска мајсторија и потоа ќе ја слушнеме композицијата Straight Lines and Right Angles, која се наоѓа на албумот Строг Пост на истоимениот бенд, издаден за Аксиома, односно бенд кој што е своевидна комбинација помеѓу doom metal, stoner rock, free jazz и сите пост-рок влијанија кои што ги имаат на едно место. Така што во продолжение слушаме композицијата Нидер на Петановски и слушаме Straight Lines and Right Angles на Строг Пост. Данс е макабра емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером има закажано полноќен танц со смртта по 605 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Ајде, најпрвин да се погледнеме во гледало и да ги разглобиме медиумите и нивната неодговорност за поддржување на музичката сцена кај нас. Факт е дека ефемерноста на медиумите се должи од една страна на неспособноста на луѓето кои се задолжени за самите културни редакции кои ги поседуваат или не ги поседуваат воопшто, но исто така и растењето на нови генерации кои не биле изложени ниту на радио, ниту на телевизија и останатите традиционални медиуми и кога не знаат кој е нивното значење, нема чувствуваат никаква загуба, доколку се разбира не се иземени од нивните животи пред се, но и при дигитализацијата на медиумите сепак нешто тоа не само што не доаѓа до нив, туку не ни сакаат да му дадат дополнително значење и внимание. Подкастите се лежерни разговори, најчесто и не се врвно музичко новинарство, а на телевизија отстапуваат 15 на минути ако воопшто ги добиете во утринските емисии за промовирање на настани или па албуми, меѓутоа за демографија која може би не ја таргетира потенцијалната публика која би присуствувала на настанот или би преслушала албумот. Меѓутоа, не може да очекувате медиумите да ги отворат магично вратите доколку не се заинтересирани нивните уредници за музика и најважно не сметаат дека е вредна за прикажување музиката која ја создавате, кога секако дека прединство ќе дадат на политиката или па на спортот. Во секој случај нема денес медиумски сингуларитет, не гледаме сите од иста шарена врата, не црпиме сите од ист бунар, не постои повеќе музичка телевизија како ЕМС да има или па едукативна или па забавна димензија, што значи дека погубно би било тропањето на врати каде музичарите не би биле добре дојдени. Затоа поддржете ги медиумите кои веќе ја промовираат домашната сцена и точно е дека не сме безгрешни и немаме доволно силен одек или па дофат, но оваа емисија се
одвојуваат стотици сати на домашна музика со гостување на досега 65 домашни бендови и како и останатите емисии во кои што имаат отворени врати на оваа радиостаница, па затоа не знам што чекате да ја водиме емисијата и самите да се слушаме можеби, или па можеби чекате покана за утрински емисии каде 15 минути ќе се изназборувате се што ви лежи на душата или ќе го направите со саати тука, например, или ќе имате можност да свирите тука. Не е потребно да кукате дека ништо нема и да го игнорирате медиумот кој се заложува за промовирање на домашната предсе метал сцена. Така што да не бидеме прибирливи, да не бидеме принцези околу поддршката. Одам на свирки во Скопје уште од 2004 година, што би се рекло 20 година. Сум на концертите, сум видел многу бендови, сум забележал смена на генерации на публиката, различни музички трендови, кафулиња кои се отварале, нуделе можност за свирење и биле затворени. Сум бил на концерти во Вулкан, во Кастро, во двете Хавани, во Вокс, во Шедоус, на Саем, за да дојдеме денес до постоењето на Маракана, на Браво, на Котур, на -1, на Станица, на МКЦ. Во останатите градови бедемот на рок-н-рол и на метал музиката го бранат Радост, Везилка, Гора и Жимитие. Од време на време ќе се одржи некоја си свирка на некој си скејт парк или за дом на култура, но тоа се инцидентни појави, а не се аксиома пред се. Непореклив факт е дека кавер бендовите имаат поголемо, условно кажано, слобода да настапуваат во поголем број на кафулиња, каде газдите ќе им кажат кои песни преферираат да ги свират во локалите и при тоа дрско и неуко мешајќи се во интегритетот на изборот на сет листата, односно однесувајќи се на рок свирка како да се на свадба. Ајде барем да беа платени бендовите како што свадбарските бендови се платени, кои додека и самиот не стапи во контакт со таа фела, не бев свесен дека земаат двојно, тројно повеќе од рок-н-рол бендовите, од 500 до 1000 евра во вечер, а свират минимум 2 дена секоја недела пред 200 луѓе, и тоа туѓи песни. Да не ни се изместени малку мерилата и вредностите во нашата држава, каде на пиедестал се ставаат народњаците и се обезвреднуваат рокерите, можеби, не ви знаел. Во моите очи и уши ништо повеќе немаат направено за збогатување на домашната музичка ризница со квалитетни творби и промовирање на културата на државата, една Гавазова, една Кисми, една Велеска, еден Петрески, една Молика, отколку Смат, Hardface, Mara, Sanatorium, Furion, Chromatic Point, Nihilist, Point Blank, Lost in Reverie, односно свирење пред отпишани македонци во диаспора не може ни приближно да се спореди со свирење пред странска публика на дизис низ цела Европа и низ цело Мексико, например, кои ќе патуваат и до Малезија, или пак маратонските турнеи кои Бернес пропаганда ги има широм светот. Ќе ставам баби и жаби на иста вага, затоа што не ми се допаѓа колку се занемаруваат успесите на домашните артисти на рок-н-рол сцената, а се величат бенигни настапи на фолк и поп артисти, ако може да се наречат артисти воопшто, ако создаваат некаква си модерна музика. Тоа значи дека денес сме сведоци на бендови кои имаат 50 на посетители на свирки и сметам дека е повеќе од потребно секој што ја слуша оваа музика да придонесе со посета на нивните настапи за да дојдеме до цифрите од 200-300 посетители кои би биле некаква константа, каде што тоа беше случајот, например, во ерата на Кастро, и тогаш бендовите беа неискусни, опремата беше тиња, ама се свиреше и се одеше на свирки во голем број заради тоа што не бевме пребирливи и одењето на свирки го свативме како ова е забавата за вечерва, каде сите ќе се дружиме. Јас дури сум потрошил десетици илјади денари на гледање на брутални дед метал бендови, музика која не ја ни слушам, ниту па ја вреднувам нешто многу во животот, но сум одел за да поддржам познаници кои што свиреле и носеле бендови, за да одржат некаков континуитет во нивната мисија за промовирање на оваа музика. Со други зборови, да не бидеме разгалени, да одиме само на тој еден метал или рок-н-рол поджанр кој дома го слушаме, затоа што ако чекате да ви ги донесат вашите омилени бендови, ќе пропадне сцената. Затоа да не бидеме пребирливи и да поддржуваме пред се иницијативи од домашните организатори кои ги смогнуваат тука. Има
предстојни концерти во МКЦ, има настани кои ги организираат Отров, Do It Yourself, односно направи сам иницијативата, има 2 летни метал фестивали, еден Скопје Фјури, друг Metal Discharge во Битола, така што ќе се свири и оваа година и убаво е да се посетени овие настани. Жал ми е што таксират фестивалот на кој сум ги гледал, ни Creator, Destruction, Moonspell, Sodom, немаат најден начин да инкорпорираат метал артисти денес, а концертите се на дотрајани и пензионирани бендови кои доаѓаат по не знам кој пат, не ги вбројувам, се надевам дека како загревање на фестивалот имаат некој интересно име да ни го понудат, кое е актуелно денес, а веќе знаете дека ДФест име поправен испит оваа година со тоа што го дислоцира од Дојран во Штип и пред се новото издание таксират кој очекуваме на крајот на годината. Во светот има толку многу бендови што повторно доаѓање на некој бенд или лишување на публиката од стекнување на нови искуства, непознавањето на потребите на публиката и тоа што се уште пострашно е за мене непромовирањето на артистите, со тоа што не се инсистира секаде да се емитуваат тие бендови кои се носат во оваа држава или па тие бендови кои имаат предстојни концерти на сите можни медиуми, на сите можни платформи, во сите кафулиња, и тоа треба да биде составен дел од промовирањето на еден бенд, да се врши еден атак на секој посетител за да дознае за постоењето на овие свирки, или пак тврдоглаво носење, например, на бендови кои само организаторите би ги слушале за нивен кеф, се сметам дека се болести на суетата кои се погубни за сцената, кои ќе резултираат со заслужена намалена продажба на карти и посетеност, наместо да се донесе некое звучно име и работи на негова агресивна промоција, јас би ја нарекол, па секој што слушнал метал да се нацрта на свирка, затоа што јас со задоволство би дал илјадници денари за актуелно име кое свири, например, во соседството, да не морам да се замарам, да одам и да губам 24 часа од денот во агонија, за да ги гледам во странство Ginger, Dark Tranquillity, Coven, 1349, King Buffalo, Venom, Born of Osiris, King Gizzard and the Lizard Wizard, King Diamond, Alice Cooper, Dream Theater, Satriani и Vai, опет The Halo Effect, Asphyx и Coroner и Оранси Пазузу, кои свират во Софија, значи во нашето соседство. И да не заборавам дека да, Годжира, Machine Head, Smashing Pumpkins го предводат Hills of Rock фестивалот и да не набрајувам понатаму, радо би ги гледал за 3000-6000 денари дома, отколку двојно повеќе да трошам за џабе на превоз во странство и да се малтретирам тие денови, ама за таа одлука потребна е пред се храброст и знаење и пред се промовирање за овие артисти да бидат посетени не само од луѓе од државата, туку и од странство, да доаѓаат и да ги гледаат кај нас, ако пред се има каде да настапат, се разбира. Така што, кога се опрашање носење на странски бендови, секогаш се виновни организаторите, а кога се свирки на домашни бендови, вината се крие пред се и кај публиката. Има бројни настани кои се најавени за носење на просечни странски кавер бендови, како да не се доволни домашните тезги со ист музички репертоар кој останал непроменет од пред 30 години. Треба да се увезат факсимили, епигони и бледи копии на светски бендови кај нас. Иронијата е кога домашен бенд, например, како е Eruption, со долгогодишно искуство на свирење и со камерен оркестар и со тематски трибјути кои не почастија во Скопје изминатиот период во Дзена, стапувајќи со тематски вечери, на детално и прецизно изведувајќи трибјут вечери, како што беа тоа на Alice in Chains, The Doors, Black Sabbath, и овој месец дојдова со уште една метал библија, односно да ги обработат Judas Priest. И Скопје ни возвратија со неприсуство, односно недоволно присуство, бидејќи според мене и според музичката историја, лектира е Judas Priest, и ако некој слушал метал, а не ги слушал нив, имаш проблем баш со музичкото познавање, затоа што не се чита модерна литература, например, без познавање од Толстој и Достоевски. Тука увидов дека скопјани не знаат дека пропуштија една од најдобрите изведби на Painkiller во историјата на Скопје и можеби никогаш нема да има таа можност да посведочат на тој чин. Сум ги гледал во живо и Judas Priest и можам да дадам фалоспе за моќната изведба, но проблемот се наоѓа што публиката тука е крајно поделена, односно има развиено навика да оди исклучиво на свирки на своји
пријатели, да не се цени квалитетната изведба на бенд кој можеби не го ни слушнале во живо и нема да му дадат шанса кога изведува авторска музика. На свирката ми праша каде се скопските металци, немав одговор на тоа прашање, само што знаев дека не се на едно од најдобрите свирки што се случиле во Скопје во изведба на композиција од Judas Priest, и не е тоа единствената свирка, затоа што и на други солидни свирки на авторски бендови ретко кога излегуваат од дувлата тие што слушаат метал, само ако се разбира нивен пријател свири во бенд и тоа да свири музика која што е општо прифатена од нивното друштво. Не смее да се излезе надвор од тој илузорен меур, затоа што ќе се јаде јавен срам, не знам, односно ќе се озборува од зад грб, всушност озборувањето ќе го има по секоја цена, затоа што луѓето не се способни да се погледнат во огледало и да му речат на сопствениот одраз дека тоа е проблемот, односно да го вперат прстот во себе. Како би го направиле тоа, нели, кога сите би биле безгрешни? Изговори има до недоглед. Најлегитимен е висината на цената на билетот или price to performance, односно тако повеќе сакаде. Македонските бендови пролистав на флаерите од минатото од Кастро, свиреле и за цени од 150 до 200 денари. Денес бендовите свират од 200 до 300 денари, што е истата сума со оглед на инфлацијата од овие 20 години помеѓу, еквивалент е на тогашните 2 кутии цигари или па 2 пива. Потоа, одењето на концерт сам е исто така некаков си своевиден изговор, ако се нема, нели, волно друштво за присуство. Ако некојаш сте биле на свирка во МКЦ, ќе сватите дека никогаш не сте сами, и да сте сами, ќе ме најдете мене и ќе се дружиме пред свирка, ако тоа е веќе маката. Во Кафуле знам дека знае да биде тоа проблем, но не мора да зафаќате маса, секогаш има место на шанк до мене. И јас ги прашувам моите пријатели најпрво дали се расположени да ме дружат, ако доаѓа супер, ако не си одам сам, никому ништо. Кој не е заинтересиран, нека не доаѓа, тој губи меѓутоа потенцијално добро поминато време. Сега, има свирки на кои и јас не можам да одам, и свирки на кои не ни сакам да одам, но гледам барем еднаш во 2 недели, недела да дадам почит на некои музичари кои создаваат музика тука. Изговорите, жени, деца, кредити се чисти небулози, затоа што 2 сати во сабота навечер се опрашање, еднаш месечно да речеме, и никој не е толку зафатен и нема да престане светот да се врти ако се дојде на свирка. Значи, изговори секогаш има, ама вистинскиот избор е само еден, а тоа значи се гледаме на свирка. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе ја слушнеме композицијата I Failed Me, која е во изведба на одличниот емо, односно пост-хардкор бенд U, која се наоѓа, односно го отвора нивното EP издание River of Sadness, односно тоа е EP издание кој издадува минатата година како продолжение на нивниот прв албум We Sing the Blues. Потоа, по U ќе ги слушнеме Крст Харт, односно ќе слушнеме композицијата All I Have, во која што гостува Иван од Triggered. Крст е еден интересен кумановски бенд кој што исто така ги истакнува хардкор, металкор влијанијата кои се присутни во нивниот звук, и оваа композиција се наоѓа на едно од нивните последни EP изданија, со тоа што има и реизданија на нивни стари композиции, односно ова се наоѓа на Bias for You. Потоа ќе ги слушнеме Агреморта, односно ќе слушнеме композицијата Atrocitas, односно таа е композиција која се наоѓа на EP изданието Аномалија, кое го издадува минатата година овие прогресивни металкор, односно джент артисти. И потоа ќе одвоиме време уште за 2 бенда кои допираат до металкор, односно до пост-хардкор и сцената. Ги слушаме последните гости во оваа емисија кои ми беа, односно ќе ги слушаме Lost in Reverie со Letters Never Sent, која композиција се наоѓа на нивното прво студиско долгометражно, односно долгосвирачко издание Flowers for Your Grave, се извинувам, и потоа ќе слушнеме синглка на Karma Scale, односно ќе ја слушнеме композицијата Perception. Така што во продолжение на емисијата слушаме пост-хардкор, слушаме металкор и сите прогресивни изблици на овие музички поджанрови. Уживајте!
Во изминатите месеци присуствував на неколку фестивали, како што се Пин, Востание и Земјотрес, како и индивидуални свирки од домашни бендови во Дзе, во Маракана и во МКЦ, така што во поглед на несреќата во кабаретот Пулс можеше и да не биде ДНК жртва на настана, туку некој домашен авторски рок-н-рол или па метал бенд, иако, да видиме реални, помали се шансите да им се дозволи на авторски бендови да свират после 1 часот, да не ги избркаат постојаните муштери на локалот и останати приказни за мали деца и не толку возрастни кои се пренесуваат како преданија од колено на колено во овие места. Не сум љубител на употреба на пиротехника во затворен простор, затоа што знам дека јас и останатите присутни ќе останеме без чист воздух за дишење. Имено сум ги гледал во живо членовите на метал бендот со најдобра изведба на пиротехника во историјата на човештвото Рамштайн на отворено, и ако ве интересира како тие тони гориво безбедно се огоруваат во катадневни проверки од страна на пожарникари, непосредно пред концерт, погледнете од документарниот филм во кој е образложено како треба професионално да се работи не само со пиротехника на концерт, туку и со сценографија, светло, тон, на роуд круто задолжено за реализација на концертот на кој посведочив. Јас би им дал да ни ја водат државата, затоа што во тоа запалено небо јас во ниту еден миг не се почувствував загрозен. Бев вокал до колена, но тоа е муавет за друго време и друго место. На последниот концерт бе сведок на употребата на пиротехнички материјал, односно беа запалени 2 пакли од страна на публиката која се ги донесе, запали и остави да согорат насреде концертот. Децениска практика на панк свирки, ништо спорно нема тука, си има традиција оваа примена. Проблемот е што паклите се идеални за на стадион, на концерти и надпревари на отворено, затоа што постои еден природен феномен кој ако сте завршиле основно оделение без врски, ќе го знаете, се вика ветер. Тој ќе раздува смрдејата и димот и никому ништо, меѓутоа кога се пали на затворено, сите ние ја дишиме смрдејата, која ме остави со главолка и сметам дека воопшто не придонесува за подобрување на атмосферата на свирките, затоа што бендот со нивната музика и настап на истата може единствено да ја подобри атмосферата. Пакла не подобрува песна. Публиката има шутки, circle pit, бенгање, мошање, wall of death и ред други активности за возрастни, пиротехника, прскалки, пакли, огномети, за мене се детска радост и треба да си останат за роденденски прослави и надпревари на стадион. Замичавам се тука да надвладеат над разумот на толпата. Има место и време за пакли, концерти на затворено не се тие, исто како што не се места за палење на цигари, ако обезбедувањето си работи својата работа, се разбира. Пола саат се настапите, ќе има пауза, секој пушач може да се страпи за цигара, се извинувам, подобро за неговите дробови е да слушне музика, а не да пуши. Сега, што се однесува до бендовите, треба да знаете дека музичарите секој месец плаќаат кирија за изнајмување на гаражи, вложуваат финанси во инструменти, да надоградат и да го подобрат својот звук, трошат слободно време за проби, плаќаат студио за снимање на песни, па макар и да имаат звучна картица дома и да снимаат гитари дома, тапани треба да се озвучат во студио, па дури и да се програмирани на композицијата, некој треба да го микса тоа и да направи мастер. Закажуваат една свирка на 3 места на кои што може да свират во градот, еднаш во 2-3 месеци, да речеме, ако се здружат со останати бендови, и вие седите пред влезот и не влегувате на предгрупите од младите артисти. Сега, зошто е моето прашање? Зошто? Затоа што сакате да правите муабет и да пиете со познаниците надвор за време на свирката? Зошто? Толку ретко доаѓате на свирки, па сега едва чекате да се испоприкажете со некој што не сте го виделе со години, баш тогаш за време на свирката? Не, сериозно, зошто? Мора да се испие 3 литарката? Зошто? Јас не негирам дека јас сум имал 18 години и сум го правил тоа, сум се запивал пред свирка, ама кога престанав да бидам тинејџер, сватив дека ако свирката почнува во 9, јас ќе влезам натре во 9 за да гледам од почеток бендовите до крај, затоа што некој се мачал и вежбал, и спремал, и пишувал, и поправал, и бришел, и свирал од повторно, и надградувал, и вложил труд во креацијата за да ми свири мене. Ама јас нема да бидам премногу арогантен, да не му го дадам моето внимание, например. Со оглед на тоа што сум
излегувал и на љубов, и на црква, и на плочник, и сум поминал неколку генерации на Сепариња во парк, каде постои една клетва според мене, која, како во секој хорор филм, во проколната куќа, може да се сменат собствениците на таа куќа, ама клетвата останува во неа. Така и таму, луѓето се менуваат, ама менталитетот останува ист и се повторува и за време на свирки, ќе се пие пивото и виното надвор и евентуално ќе се влезе. Сега, ова не се однесува за тие кои стварно немаат пари за билет, сум бил и ќе се наоѓам и во такви ситуации и имам потполно разбирање, посебно ако се средно и на факултет, ама да се има за алкохол, а да се нема за музика, тоа не го оправдувам и никогаш нема да го оправдам. Нема да ви избегаат празните муабети од 2000-та, има време за се, и за додворување на пропаднатите херои од вашата младост, и за лицемерие, и за завист, и за елитизам. Имате пола саат пред свирка, саат време после свирка со неколку паузи од по 15 минути помеѓу бендовите, што може да биде уште саат време, па да му се не види самата свирка трае помалку од времето за социализација надвор, што е тешко да влезете внатре додека некој па свири за вас, не за некој друг, свири за вас, токму за вас. Ако се толку важни муабетите, договорете кафе, договорете седенка да му се не види 2 години, живееме со зумови за екрани, сега имаме сите интернет и сме достапни во секој миг од денот, не мора да не одиме на младиот бенд што отвора или на бендот од друг град додека свири во Скопје, само за тоа што сме одлучиле дека ни се небитни. Сега демократија знам, секој има право да влезе или не ако платил билет, исто како што јас имам право да речам позери, затоа што во турбофолк, поп и фолк сцените нема почет ниту поддршка, се пее за ќефовите на егото и за парите, таму нема заемништо, кремско паразитирање се тие места и свирки, ама во рок-н-рол, алтернатива, метал, како сакате наречете го, underground, hardcore, punk, каде треба да биде примарно заемништвото, поддршката, грижата еден за друг, затоа што сите се вариме во истиот маргинализиран лонец, не можам да прифатам неоддавање поддршка на млади артисти, затоа што и големите бендови некогаш биле мали и тогаш многу добро знаеле колку им била потребна поддршката да ги мотивира да продолжат да работат на себе подобрување на нивниот звук и да продолжат да издаваат. Ќе му падне некому круната ако оди на свирка на млад бенд? Не. Затоа не ги разбирам овие модерни текови и сметам дека погрешна е таа одлика и недоветна за време на концерт, затоа што ако млади бендови свират пред полни барови и концертни сали, нема да се растураат после снимање на едно EP и ќе размислам малку дали уште да вложуваат време, пари и нерви во музицирањето, ако не го добијат потребниот фидбек од самата публика. А ако се обесхрбат, што ќе се случи ако никој не свири? Бенд се поддржува со купување на албум, мајца, што и да имаат направено мрч и се труе алгоритамот со објави на социјалните мрежи за нив и пред се тоа мене што ме радува, гордо да се носи нивна мајца на улица за инает на душманите. Тука ќе правиме една кратка музичка пауза, слушаме агресивна музика во рамките на ова издание на Дансе Макабре, имено продолжение ќе слушнеме Фуснота со композицијата Самоконтрола. Ова е композиција која се наоѓа на нивното последно студиско издание, кое гласи Парчиња од стариот свет. Ако ги вброиме тука EP изданијата, концертниот настап во Фросина, ќе може да заокружиме дека ова е нивниот седмо издание, кое што ќе слушнеме, како што веќе ви напоменав, композицијата Самоконтрола. Потоа Нимфолили ќе слушнеме со Archetype of Desire, односно композиција која се наоѓа на нивниот истоимен прв студиски албум, така што на почетокот ќе слушнеме еден пред се прогресивен звук кој што го носат Фуснота со женски вокал и потоа ќе слушнеме симфоничниот дед метал бенд Нимфолилит со композицијата од нивниот прв студиски албум кој го издадоа минатата година. Потоа ќе ги слушаме Rastained со композицијата Pain is Living Through Me, која се наоѓа исто така на нивното прво студиско издание
издание именувано како Years in Vain, со оглед на тоа што овој бенд постои и екзистира со години, сепак овој Dead Doom Metal бенд го издадоа минатата година нивното долгосвиречко првенче, а потоа ќе имаме можност да слушнеме композиција од Мракодав, односно ќе слушнеме композицијата Световид и уште еден бенд ќе слушнеме, овој пат ќе слушнеме едно валкана демо верзија, како што самите нарекуваат, односно ги слушаме LSD During War со композицијата Assault Swing, односно станува збор за уште еден бенд кој немаат студиски албуми, меѓутоа имаат isfрлено какви и да се снимки кои се за мене од огромно значење, заради тоа што во минатото имало многу бендови кои се оформувале, растурале за многу краток временски период и доколку не би биле снимени тие композиции, со оглед на тоа што потешко се доаѓаше до можност воопшто да се снимат студиски овие творби, дури и демо верзиите стануваат одлика на самата сцена и се важни и затоа ги промовирам. И ќе завршиме на крај со Псевдонор и композицијата Хайматомантеја, односно творба која се наоѓа на албумот на насловен Art in Pass, односно првото студиско издание под псевдонимот кој што Киро го работи како Псевдонор. Така што слушаме во рамките на Dance Macabre Фуснота, Nympholilith, Rastaint, Mrakodав, LSD During War и Псевдонор. Уживајте! За подобрување на сцената, сметам дека е круцијална соработката помеѓу генерациите, како што тоа можев да го забележам во неколку наврати каде искусни бендови со поголема дискографија за себе соработува со млади бендови да им ја отворат нивната свирка и така и треба да содействуваат, па дури да биде обратно. Мислам, ако некој млад бенд е попопуларен, во светски рамки тако беше случајот со тоа што Менсон отвараше за Five Finger Death Punch, не гледам тука ништо страшно. Важно да се на истата свирка е само уште да беше публиката заинтересирана за музиката и на останатите бендови, не само на музиката на своите пријатели. Сега, зошто го кажувам ова, односно посведочувам на низа на настани кои се повторува оваа практика, особено ако свират неколку бенда вечерта, доаѓаат 50 мина за еден бенд и си одат, која ќе свири друг бенд, кој носи своји 50 мина, за на крај и тие да си заминат, додека дојде наредниот. Значи, да речеме дека 10% од нив остануваме да ги гледаме сите бендови, наместо бендовите да свират пред 150-200 луѓе во континуитет, со тоа што да не настане тоа сепарирање на публиката и самите бендови не ни доаѓаат да ги слушаат колегите, се дружат надвор пред и по нивната свирка и нема тука никакво заемништво. Ако веќе се во кафулето, не гледам причина зашто да не бидат дел од публиката, пак да речем ако може странски бендови да се шетаат низ публика, кога настапуваат наши бендови пред нив, не е тоа тешко, се вика колегијалност. Ама тоа исто така се однесува и на таа свирепа поделба на стилови и поджанрови, демек тој што слуша прогресивна музика не може да слуша пештерски рифови, тој што слуша агресивна не сака мелодии, секој со својот сет на барања, меѓутоа ако купите 2 книги, например, третата ја добиете гратис, нема да одвоите време да ја даете шанса да ја прочитате, мислам, може би ќе ви се допадне. Затоа ми се допаѓаат шоукейс фестивалите, како што се Пин и Земјотрес, каде гледам 20 на бендови и љубопитен сум да откријам некои мои нови фаворити, кои прво изложување ќе им биде баш со нивниот концертен перформанс. Така што мислам дека строго држење до жанр во 2025 година, како животот да ви зависи од тоа, мислам дека е назадно и себе лишувачки од палетата на бројни звучни синтези кои постојат денес, така што сметам дека е штета на себе си ако си лишувате од одреден звук да го конзумирате. Точно е дека постојат деца кои не слушаат музика од пред 2000-та, исто како што постојат возрастни кои не слушнале музика понова од 2000-та. Деца што не слушаат лектири, како што се составен дел од heavy metal, од trash metal, од death и black metal водите, без кои не би имало денес дисторзирана музика, така што да не слушам дека тоа било бумерска музика, без која не би знаеле како се приклучува гитарата во појачало, да не биле овие бендови, но има и игноранство дека денес не се правело добра музика, иако има најголема продукција на музика во сите времиња, со плејада на нови стилови, така што секогаш ќе се најде квалитет од квантитетот
и дури потешко е да се исплива на површина, затоа што основите веќе се направени, па затоа имам поголема почит кон некој бенд кој што денес успева да се пробие во тој шум на артисти отколку во минатото, на пример. Носталгијата и романтизацијата кај повозрасните слушатели неизбежно е да биде врзана за живеењето во тоа вечно детство, односно идеализиран конструкт во кој што вреди се само албумите со кои се израснале, иако не е ништо поразлично од денешни генерации нивна прва средба и љубов со My Chemical Romance, Bullet for My Valentine, што и да е кој ќе носталгичарат за нив кога ќе пораснат, така што овој круг не се крши, само се менуваат имињата на бендовите кои се фаворизираат, иако овие бендови има нивни наследници и убаво е и самите тие да се слушаат денес од сите, затоа што нема никаква разлика ако некој бенд тоа што го свирал во минатото и нивни наследници денес го изведуваат, што е сосема исто според мене. А што се однесува до зацементирањето на времето, кога возрасен бенд, што некогаш бил млад и свирал пред своја публика, реши по смена на генерации да се врати на самата сцена, ќе воочи дека нема допир со новите генерации, ни по светоглед, ни по звучен сензибилитет, освен ако не се најде некој сроден чинител, некој риф или мелодиска линија која одекнува низ времето, некаква спрега се направи, но најчесто не резонира овој звук со нова публика. Тоа значи дека настапот се сведува исклучиво на носталгични побуди и свирење пред публика што на времето ги посетувала и толку, ако и таа воопшто дојде, затоа што да се вратиме како претходно изговори, да не се повторува, мислам дека веќе ви ги набројав. Знам дека денес многу се бара од еден бенд да биде и самиот промотер и издавачка куќа, да снима кратки видеа, да се промовира со фотографии, постојано да вади рилс за да не се заборави неговото работење, тренд што до тој степен се прошири што го уништува концептот на албум и го расслојува во издавањето на песна по песна, па евентуално откако ќе се објават да комплетираат албум, наместо сингл 2 и објава на албум. И сега, објавата на песна по песна воопшто нема да го подобри албумот, тоа да не се лажеме. Досадните композиции се досадни во и вон контекст на останатите, така што упропастувањето на комплетирањето на албумот само го краде слушателот за едно уникатно искуство да открие самиот творби кои ќе му се допаднат, например, кои се наоѓаат длабоко во траклистата на самиот албум. Да не испадне дека фаворизирам некого, како што постои слепа инстантна консумација на кратка форма и недослушување на албум денес, императив на млади бендови станува потребата да се стане славен преку ноќ, односно на инстантен начин преку свирка 2-3 и сите да паднат на колена, дојде новиот Месаја, кога сите ние го чекавме, полека малку, не им се допаднале условите, не задоволувале местата, минимални побарувања за да се представи бендот во право светло, ова се најчестите изговори, што е точно, на место се, но затоа што кафулињата една вечер сакаат да се и лаунж барови, и ресторани, и киносали, и концертни сали, а пред тоа да не вложат средства за да станат адаптабилни објекти, што реално не се, никогаш нема да ги добијат адекватните услови за да настапуваат. Секогаш ќе бега звукот, нема да има монитори, нешто нема да чини со миксетата, каблите, звучниците, што и да е. Кога се почнува, не се пребира. Не пребирале ни Линар Скинард, ни Алман Брадерс, ни Рамонс, кога свирале 300 дена од годината, нема да прибирате ни вие. Кога ќе направите 200 свирки, снимите 5 албуми и оставите квалитет по кој ќе ве памтат, тогаш вие ќе ги диктирате условите и бините на кои ќе свирите. До тогаш ќе свирите во подруми, кафулиња, шупи, на улица, на мали бини на фестивали, за да се кали за наетот, да се стекне искуство на бина и да се научи бендот да свири заедно, да научите како дишат другите членови на бендот додека настапувате под притисокот на тремата. Никому не му е гајле дали вашите педали ќе дојдат до израз. Не сте јутјубер кој што свири во удобноста на својата соба. Настапувате пред најчесто пијана толпа на луѓе, која сама по себе е гласна и незаинтересирана. Ваше е да го придобиете нивното внимание, да ги скротите. Ако не може да го направите тоа со вашата музика, последното нешто што ќе ги фасцинирате се субтилностите на звукот кој никој нема да го слушне. Ова емисија ја направив со цел да посочам дека
сум го видел Скопје во подобро руво и сакам да се врати неговиот дух од како беше убиен со затворањето на Кастро и рушењето на Сајмот. Сум гледал тука како свират бендови кои испишале музичка историја кај нас, имало место и за авторски и за кавер бендови во истите кафулиња, едните свирале пред полноќ, а другите после, и знам дека се излични во моје време муабетите, ама сум посведочил на подобар свет и тоа ми дава индикација дека можеме да ја подобриме сцената за сите нас. Јас сум растен со концерти на домашни телевизии, емисии за борба на бендови, снимки од гаражи, видеоспотови се вртеле по цел ден и завршувале на топ листи, имало извештаи од фестивали, настапи во живо во студио. Сето тоа се случувало во оваа зграда моментално во која се наоѓам, во МТВ. Некогаш и срамота е да ги гледам и слушам телевизиите и радијата од цел свет, како ги експлоатираат истите овие концепти кои некогаш ги краселе нашите медиуми, а ние да докажуваме ден по ден дека немаме почит кон сопствените бендови и музика која е создадена тука и сега за нас, односно за сите вас. Па ако не си ја сакаме со домашната сопствена сцена, како ќе ги сакаме всушност странските бендови? Ова музичка селекција која што ја направив денес и која имате можност да слушате од Дансе Макабре, сведочи дека поседуваме диверзитетна и квалитетна сцена, па затоа да си ја негуваме и почитуваме, затоа што само неја ја имаме на крајот на денот. А на крајот на оваа емисија ќе слушнеме композицијата Grim City од истоименото издание, односно кое што беше во EP издание, се извинувам, издадено минатата година од страна на Гораст Радески. Односно, тој по Grim City ги издаде и Warp Drive и неодамна го издаде Extracts from a Quantum Singularity, односно долгосвиречки албуми, меѓутоа, ете, јас се врзав некако со Grim City, така што во продолжение ќе слушнеме оваа инструментална синтвев композиција и на Гораст ќе се надополни Езотерик, односно 350 терик ако повеќе сакате, кој е еден од тие макотрпни творци на авторска музика во нашата држава, односно прогресивниот композитор, гитарист кој си поигрува и со електронска музика, меѓутоа знае да ја земе гитарата во своја рака, така што Благој Цилаков е авторот на композицијата од неговото сега за сега, додека ја правам емисијата последно издание, затоа што не гарантирам дека по завршувањето на емисијата нема да издаде нов албум. Така што ја слушаме прекрасната композиција која многу ми се допаѓа од овој албум. Holding Ground ја слушаме од неговото издание кое го издаде на 2 јануари, ако не се лажам, почетокот на годината, насловено како In Between, значи EP издание од 4 композиции, од кои ја слушаме втората Holding Ground за крајот на емисијата. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 605-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети, одете на домашни музички концерти. Чао!